Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги гледачи и слушатели, поздрав од студиото на Адвентистичкото радио Глас на надежта од Кавадрици. Еве денеска повторно сме заедно, ја започнуваме нашата емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот под наслов Извор на надеж. И денеска приготвивме интересни содржини за вас и верувам ќе ви се допаднат. На почетокот би сакал повторно да спомнам неколку мисли за надежта. Надежта, почитувани гледачи, не е наивност, туку доверба. Да се надеваш, значи да веруваш во Бога, уште кој не ја кажал последната реченица. Дури кога животот може би шепоти со зборот крај, Бог може да каже нов почеток. Значи, Бог постојано може да ни дава нови почетоци во нашиот живот. Исус Христос треба да биде извор на нашата надеж. Апостол Петар во првото послание Петрово, во првата глава, во 3 стих запишал: Благословен нека е Бог кој преку воскресението на Исус Христос ни даде жива надеж. Надежта на христијанинот не умира, зашто Христос живее. Нажалост, денеска смртта представува крај на многу човечки животи. Луѓе кои не веруваат во Бога мислат дека гробот е последната станица, но сепак не е така. Христос ни отвара нова страница во нашиот живот. Христос ни дава надеж дека еден ден сите покојни, вели Библијата, ќе воскреснат во Христа и ќе добијат ново тело и нов живот. Надежта е јазикот на верата. Верата гледа подалеку од сегашното, а надежта чекори таму каде што очите не гледаат. Така да нека и овој ден, почитувани гледачи, Бог да ни ги отвори нашите духовни очи на надежта. Бог нека биде извор за секое добро во нашиот живот. Одиме сега да ја проследиме молитвата Татко наш или Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Имаш ли слабости во сиот живот твој? Имаш ли празнина в душата? Слушни го гласот му, нежно, любезно, гласот мил шепоти, дојди ти, ко татко и син, во преградки со Исуса, ке си ти, рајски миг, срцето ке имаш ти,
ген со грижи осамен. Моли се, баре спасна си од глас. Верно тој готов е да ти помогне. Сиот грев и сето зло ке исчезне. Ко татко и син во преградки со Исуса ке си ти. Рајски миг срцето ке имаш ти од небото. Ко татко и син во преградки со Исуса ке си ти. Рајски миг срцето ке имаш ти од небото. После ова христијанска песна, што имавме можност да ја слушнеме, почитувани гледачи, сега ќе имате прилика да слушнеме зборови од првото послание до Солуњаните на апостол Павле, 8 глава. А потоа ќе оди уште една христијанска песна. Апостолот им зборува на браќата за своето чисто поведение меѓу нив. Му благодари на Бога за нивното постојанство во верата и копне нив пак да ги види. Глава 2. Вие сами знаете, браќа, дека нашето доаѓање при вас не беше залудо. Иако порано пострадавме и бевме поругани во Филипи, како што знаете, ние се ослободивме во нашиот Бог да ви го проповедаме Божјото Евангелие со голем труд. Зашто нашата утеха не произлегува ни од заблуда, ни од нечисти побуди, ниту од лукавство. Но како што Бог не удостои да ни го повери Евангелието, така и зборуваме, не за да им угодуваме на луѓето, туку на Бога, кој ги испитува срцата наши. Оти никогаш со примамливи зборови не се однесовме кон вас, како што знаете, ниту со помисли за корист. Бог е сведок. Ни човечка слава не баравме, било од вас, било од други. Иако можевме и да се јавиме со важност како Христови апостоли, но при сето тоа, ние бевме среде вас, благи, онака како што нежно се однесува доилката кон своите деца. Така ве бевме засакале што бевме готови да ви го предадеме не само благовестието Божјо, туку и душите свој, зашто ни станавте драги. Да вие ги помните, браќа, нашиот труд и мака, работејќи дење и ноќе, за да не му додеваме на никого од вас, ние ви го проповедавме Евангелието Божјо. Сведоци сте вие како и Бог, дека свето, праведно и безукорно постапуваме пред вас, кои што верувате. Зашто знаете дека секого од вас, како татко децата свој, ние ве молевме и утешувавме и сведочевме да живеете достојно за Бога, кој ве призвал во своето царство и слава. Затоа и непрестано му благодариме на Бога, оти откако го примивте Словото Божјо од нас, го примивте не како слово човечко, туку како што и е Слово Божјо, кој и действува во вас, кој што верувате. Вие, браќа, поминавте како Божјите цркви во Христа Исуса што се во Јудеја, бидејќи и вие исто така претрпевте од своите едноплеменици, како и оние од јудејците, што го убија и Господа Исуса, и неговите пророци, и нас не изгонија, и на Бога не му угодија, и на сите луѓе им се противат, кои што ни пречат да им зборуваме на незнабожците, за да се спасат и со тоа секогаш ги дополнуваат гревовите своји. Но гневот ги достигна до крај.
А ние, браќа, откако се оделивме од вас за кратко време по лице, а не по срце, со уште поголема желба се грижевме да го видиме лицето ваше. Поради тоа, ние најмногу јас, Павле, и еднаш, и друг пат посакавме да дојдеме при вас, но не попречи сатаната. Оти, кој е нашата надеж или радост или венец за пофалба? Тоа не сте ли и вие пред нашиот Господ Исуса Христа за неговото доаѓање? Да, вие сте нашата слава и радост. Во наредните неколку минути, почитувани гледачи, ќе проследите кратката духовна порака од Светото писмо. Творец на небото и земјата. Некои патнички агенции продавале билети за патување во Вселената уште многу пред првите космонаути навистина да тргнат на пат кон звездите. Многу имотни луѓе си осигурале билети за место во идниот вселенски автобус, иако всушност веќе патуваат низ Вселената со вселенско возило, со нашата прекрасна земја. Од каде доаѓа нашата планета? Каде оди? Кој е нејзиниот конструктор? Кога е пуштена во сообраќај? Тоа никој не го знае. Ниедно човечко око не го видело нејзиното поаѓање. Сведоци сме дека нема ни еден новинар не може да пишува за тоа, ниту најголемите научници не може да ни кажат ништо за тоа, зашто тие зборуваат само за она што го виделе, што го провериле и што го докажале експериментално. Ако нешто можеме да дознаеме за вистинското потекло на земјата, за нашиот дом во Вселената, тоа можеме да го дознаеме само преку Библијата. Клучот на решение на вселенските тајни. Библијата како единствен толкувач на тајната на настанокот на нашиот свет, зборува за неговиот почеток со овие зборови. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. 1 Мојсеева, 1 глава, 1 стих. Тоа е единствен вистински одговор на прашањето за потеклото на нашата планета. Во Библијата Бог зборува за земјата, но и земјата зборува за својот творец. Човекот може да го разбере и немиот говор на природата. Со земјата можеме да разговараме на многу начини. Библијата кажува: но прашај го добитокот и ќе те научи, запрашај небеската птица и ќе ти ја објасни. Или разговарај со земјата и таа ќе те поучи. Прашај ги морските риби и тие ќе ти кажат. Кој од сите созданија не знај дека раката на Господа го создала сето тоа. Книгата на Јов, 7 глава, од 7 до 9. Бог го создал светот. Творецот на светот исто така и автор на божественото откровение, Библијата. Бог зборувал, а пророкот запишал. Зашто така вели Господ, кој го создаде небото, Он Бог кој и даде облик на земјата и кој ја создаде. Он ја зацврсти, не ја создаде пуста, Он ја создаде за живење. Тој вели: јас сум Господ и нема друг, не говорев тајно јас, не во темно место на земјата, не му реков на Јакововото племе, напразно ме барате. Јас сум Господ кој изрекува правда, која открива вистината. Исаја 45, 18, 19. Библијата зборува право не само на земјата и за нејзиниот творец, толку и за собствениот настанок.
Оти никош според човечка волја не е изречено пророштвото, туку светите Божи луѓе зборувале просветени од Светиот Дух. 2 Петрова 1:21. Почитувани, многу стари астрономи, научници тврдиле сваќања за земјата. Некои сериозни научници тврдиле дека земјата е рамна плоча. Се тврди дека Леукип, грчки филозоф, сметал дека земјата има валчаст облик, а Пиндар, најголем грчки лиричар, мислел дека светот стои на столбови. Најголемите научници на стариот век не можеле да го замислат обликот на земјата, ниту да сватат како се одржува таа во просторот. Од почеток мисле дека плива над вода како остров, потоа дека се одржува на некоја џиновска желка или на некаков силен џин Атлас. Секако, ние денеска знаеме дека земјата не лежи на ништо, туку дека лебди во просторот како птица во воздухот. Пред научниците да ја откријат ова восхитувачка вистина, Библијата кажала 15 векови пред нашата ера. Еве што кажала: го послал он северот над празнината, ја закачил земјата на ништо. Иов 26 глава 7 стих. Тоа бил единствениот начин земјата да се постави во Вселената и Бог постапил токму така. Никакви челични носачи не би можеле да ја издржат огромната тежина на земјата од 5977 трилиони тони со зафатена од 1083 милиарди кубни километри. Од каде некој пред современата астрономија можел да знае дека земјата лебди во просторот? Тоа Јов не можел да го открие со голо око. Тој немал ниту телескоп, ниту какви било помошни инструменти. Тој разговарал со земјата, а потоа Бог постапил во диалог, стапил Бог со него во диалог и му открил навистина чудни тајни. Додека скоро незабележено патуваме со нашето вселенско возило низ тивките пространства на сончевиот систем, на командната табла пред нас читаме дека земјата се врти околу себе со брзина од 465 метри во секунда или со 1674 км на час, а на патот околу сонцето јури со брзина од 107.000 км на час во секунда. И така со векови без задоцнување и остапување од својот пат. Зошто се сменуваат ноќте и денот, темниот и светлиот дел од денот? Затоа што земјата се врти околу себе и сонцето ги осветлува сите краишта на низината шарена облека. Зората, утрото, пладнето и вечерата се последица на тоа земјино вртење околу својата оска. Во разговор со Јов Бог го прашал: си му дал ли ти некогаш во животот свој заповед на утрото и си го посочувал ли зората месото неизино, за да ги опфати краиштата на земјата и да ги истресе од неа безбожниците, за да се измени под преса и да стане како разнобојна облека. Јов 38 глава. Почетокот на денот или утрото настапува секогаш во одредено време поради кружното вртење на земјата. Бог му кажал на Јов дека тој го создава утрото, зашто тој го одржува вратењето на земјата. Да ги погледнеме подобро овие значајни зборови. Цитирам: да ја претвори во глина што прима отпечатоци, пишува Јов. Во старо време, на средниот исток, глинените таблички спаѓале во приборот за пишување и секој деловен човек имал свој личен печат со името и со титулата. Печатот имал тркалезен облик испишан по работ и кога се вртел од десно на лево, оставал траги од буквите врз глината. Печатот се вртел во иста насока како што се врти земјата околу себе. Во Библијата има многу големи вистини за земјата како наше вселенско возило, но ние ќе се задржиме само на неколку. Ве повикувам вас, драги патници, читатели, драги гледачи, со зборовите од еден Давидов псалам. Дојдете, видите ги делата Божи, колку е страшен во одлуките своји за синовите човечки. Псалам 66:5. Еден астроном рекол: изгледа дека светот го испланирал чист математичар. Бог бил оној кој ги определил мерките. Знаеш ли кој го обтегнува јажето околу неа? Иов 38:5. Кога Бог би ја создал земјата малку помалечка, силата на гравитацијата би била премногу слаба да ја задржи околу себе воздушната обвивка, толку неопходна за обстанокот на човекот.
кога би била малку поголема, например, како Јупитер или Сатурн, силата на гравитацијата би била толку јака што човекот тешко би се движел. Кога океаните на земјата би биле само за половина помалечки, светот би бил пустина, а да се само за 1/8 поголеми, земјата би била мучуриште. Сето тоа Бог го создал со целова планета да биде човеков дом. Некој водил сметка за нас, почитувани. Растителниот покривач на земјата не е неопходен за човекот само како извор на храна, туку и како извор на кислород. Кога сонцето би греело само малку посилно, би не испекло, да грее само малку послабо, ние би се смрзнале. И затоа, драги пријатели, патувајќи на земјата низ Вселената во текот на целиот свој живот, да се сетиме дека најголемото патување доправа пред нас. Еден ден ќе го промениме правецот на патувањето и ќе се упатиме на облаците за да се сретнеме со Господа во воздухот. И така за секогаш ќе бидеме со Господа. Прва Солуњаните 4:17. Тоа е патување за кое вреди да се приготвиме.
После ова песна што имавме прилика да ја слушнеме, почитувани гледачи, би сакал да ве подсетам на дописната библиска школа под наслов Библијата зборува.мк. Тоа се повеќе подрачја на ова дописна библиска школа, зборува едно од нив за библиската археологија, за пророштвата, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот, за семејството. Значи се е ткаено во ова дописна електронска библиска школа. Слободно напишете ги овие зборови и ќе ви се отвори таа веб страница кај што ќе може да ги проследите овие интересни библиски школи за подобро запознавање на Библијата. Да ја видиме сега и самата реклама за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Пред да ја одјавиме нашата емисија, почитувани гледачи, емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот, би сакал да ви го понудам бесплатно Светото писмо или Библијата во мек повес. Значи, ова е само Новиот Завет, односно комплетно е и Стариот и Новиот Завет, меѓутоа, значи, во мек повес, претежно посветено е на младите или за младите кои имаат подобар вид, бидејќи малку буквите се ситни, но еве ви нудиме бесплатно Свето писмо, Стариот и Новиот Завет во мек повес. Пишете ни на нашата адреса, а ние ќе ве испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја достават до вашата домашна адреса. Еве, полека дојдовме до самиот крај, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието, споделете ова емисија која се наоѓа, значи, на нашиот канал, YouTube канал и на Facebook страната Адвентистичко радио Глас на надежта. Ви посакувам убав ден, убави денови кои се пред нас и се гледаме во наредната емисија. А до тогаш останете со здрави. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.